Крсте Петков Мисирков рекол, човек што не си го почитува својот јазик, не знае кај оид. Господине Тунтев, европско знаменце ставивте за да нема дебата. Затоа е европското знаменце. Се скапавме, пена фанавме на устата да побараме јавна дебата. Не само ние, пола универзитет, цел институт за македонски јазик, Ману ви бара дебата, професори албанолози ви бараат дебата, ќе има дебата некогаш. Немојте ве молам. Имало прецизни правила како се носат вакви закони. Се повикувате на Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор е плод на консензус помеѓу 4 политички субјекти како најголеми назначени носители на политичкото општество и на целокупното општество во Република Македонија. Но 4, не 2. И со цел да се смири состојбата, да нема конфликт, да нема поделба во општеството, а не со цел да СДСМ или ДУИ добие некоја општина плюс или минус. Целта на овој закон се локалните избори. Инаку, за се зборувавте, освен за законот. Еден член не се обидовте да го објасните и да кажете како тоа е уставен. Заради тоа што, освен последниот член, со кој што велите дека се укинува предходниот закон од 2008, се друго е неуставно во закон. А ако е се регулирано во законот од 2008, навистина нема потреба да го укинувате законот од 2008. Нема ни потреба да носите нов закон. А суштински се различни двата закона. Затоа ве молам, дебата не дозволувате, комплетно го менувате законот од 2008. А тој закон од 2008 година, господине Тунтев, е плод и е конгломерат на собрани норми од материјалните закони, од закон за извршна постапка, кривична постапка, вонпарнична постапка, управна постапка и така натака, кои што СДСМ ги носел до 2006 година. А вие сега во новиот закон велите, не, тие веќе нема да важат, ги дерогирате ако се со двотретинско мнозинство и велите ќе важи закон кој што има 40 гласа зад себе. Значи, како се подсмевате со уставот и со правниот систем комплет. И на крај, господине Тунтев, според овој закон, нашите сограѓани албанци од Охрид, вашиот роден град и на некој начин и јас се чувствувам поврзан, но и во мојот роден град Велес. Нашите сограѓани турци во Велес и во Охрид, според овој закон, ќе немаат никакви права својот јазик да го користат во комуникација со било која институција. Иако во Охрид се втора по големина заедница, во Велес се трета после бошњачката заедница. Но четвртата етничка заедница во Охрид и во Велес ќе ги има сите права. Каде е рамноправноста, каде е еднаквоста спрема бошњаците и турците. Тоа не ви интересира, заради тоа што пакетот на гласови треба ДУИ да ви го испорача. Благодарам.